Ало, добар ден, здраво пријатели, ова е нашиот канал, наш свет со Петар. Денес ќе зборуваме повторно за руско-украинскиот фронт. Се повеќе актуелна темата со Белорусија. Денес ќе зборуваме за тоа дали е можно Белорусија да биде инволвирана во руско-украинската војна, дали Белорусија може да стане наредна земја која што ќе биде вклучена во оваа веќе војна помеѓу Русија и Украина. Што претходеше на целото тоа? Претходеа неколку настани кои што се одвиваа, во кои што Белорусија се повеќе инволвирана. Во претходните видеа на неколку пати се отфрнавме на тоа дека претседателот на Украина Зеленски на неколку пати ја инволвира Белорусија, на неколку пати повторува дека доаѓаат закани од Белорусија и така натаму, за да во последно време, во последните денови, тоест оваа седмица, се почесто и се поактуелно е прашањето со Белорусија. Што претходеше на тоа? Најпрво да кажеме што е Белорусија и што представува и која би била опасноста од тоа да Белорусија биде инволвирана во војната. Белорусија е сојузник на Русија, Белорусија е стратешки сојузник, Белорусија е, кажи речи, како една држава со Русија, имаат подпишано многу договори, во Белорусија е стационирано руско оружје, се стационирани руски ракетни системи, стационирано е руски нуклеарни ракети. Значи, инволвирањето на Белорусија би означувало едно проширување на војната, едно зголемување на интензитетот на војната, но и како што Лукашенко последно кажа, дека со инволвирањето на Белорусија во војната помеѓу Русија и Украина би добила еден нов вид, еден нов тек и би станала една сосем друга војна. Но, пред да се вклучиме, пред да продолжиме понатаму со тоа да ги проследиме настаните што се случуваа со Белорусија, Русија и Украина, потсетување само дека доколку сакате да добивате видеа, единствениот начин е да станете член на каналот, тоест да направите абониран или subscribe на каналот, бидејќи алгоритмот на YouTube е таков што видеата со овие содржини, тоест овие видеа нема да ви ги покажи ако не сте член. Така што не би можеле да дојдете до видеата ако не сте член на каналот. Сега да се вратиме повторно на Белорусија, како што кажав, темата за инволвирање на Белорусија во војната се интензивира. На кого тоа му оди во интерес? На тоа во интерес му оди најмногу на Украина, а и на сите други членки, на сите други земји кои што се сојузници на Украина и помагаат на Украина и прегледаат, тоест нивниот интерес е да Русија и рускиот свет, тоест православието и рускиот свет во тој регион бидат ослабени колку што е можно повеќе. Што претходеа на сите овие настани? Имаше пред 2 седмици имаше еден автобус со белоруски деца кои што одеа на некаков надпревар, некаков спортски надпревар, и автобусот се движеше во Русија. Автобусот со белоруски деца беше погоден од украински дрон. Немаше загинат, мислам дека имаше само еден загинат, некој од луѓето кои што ги пратеа децата, имаше неколку повредени деца. Тој инцидент ја многу јасно ја разбунтува белоруската јавност, предизвика големи реакции во Белорусија за тој настан. Автобусот, како што кажав, беше оштетен. На тоа нешто следува изјави на Лукашенко и на руски одговорни служби. Следуваше понатаму испитување, белоруски истражни органи беа во Русија, испитува кои се причините, како дошло до инцидентот и така натаму. Инцидентот, како што кажав, многу ја разбранува белоруската јавност, предизвика лавина од реакции, бидејќи сепак станува збор за деца. Полн автобус со деца нападнат со украински дрон. Понатаму претседателот Зеленски на неколку пати минатата седмица и претходно упати директни закани и ултиматуми до белоруската страна. Што кажа Зеленски? Зеленски прво му кажа на Лукашенко дека
на границата со Русија имаат инсталирано кули со репетитори. Тоа Зеленски му кажа, ние знаеме дека имате инсталирано кули со репетитори на кои што се инсталирани релеа, системи и така натаму, кои што служат за управувањето на руските дронове. И Зеленски му постави ултиматум, имате ултиматум до 26 јуни, тој му кажа, ако не ги демонтирате кулите, тогаш ќе бидеме приморати, ние ќе дојдеме и ќе ги демонтираме кулите. Одговорите од белоруска страна беа малку завртени, немаше директни одговори, Лукашенко не даде директен одговор на тие закани. По белоруските телевизии има изјави и шефот на генералниот штаб на Белорусија, кој што кажа дека Белорусија е сепак сериозна држава, дека нема да подлегне на закани и дека сепак тоа се неумисни закани и тоа нема да предизвика двоумење во белоруската страна. Понатаму, оваа седмица следува повторно и други предупредувања од украинска страна. Зеленски повторно го предупреди белоруската страна и кажа дека освен кулите со репетитори, тие наблюдуваат дека од белоруска страна се прават градби, се прават утврдувања и дека тие градби, воени градби, тие морат да прекинат и да се оттргнат од таму. Тоест, кажа дека тоа е, дека украинците го гледаат како закан и повторно упати ултиматум дека ако не го направат тие, дека ќе дојдат украинците и ќе го направат тоа за нив. Че гледаме една остар вокабулар со ултиматуми, постојано се му поставуваат ултиматуми, ги понижуваат и ги предизвикуваат и белорусите. Тоест ги упрекуваат дека помагаат на руската страна, дека се инволвираат и дека ако не прекинат, ќе следува жесток одговор од украинска страна. Гледаме и последно време дека украинците прават многу, се почесто удари со дронови во внатрешноста на Русија. Овие денови под обстрел е Крим. Крим е одсечен од копното, од автопатот кој што го поврзува со Москва. Ударени се нефтопреработвателни, како тие му викаат НПЗ, тоест рафинериите се ударени, немаат нафта и очекуваат повторно напади на Крим. На целото тоа нешто следува изјави, нели, како што кажав, од белоруска страна, а очигледно гледаме и некакви действија, очигледно станало и дошло до исклучување на репетиторите во Белорусија. Тоест, не е потврдена информацијата дека тие ги исклучили репетиторите и дека подклекнале на украинска страна, но сепак има некои такви најави. Што е интересното да споменеме кога сме веќе кај Белорусија? Минатата седмица председателот Лукашенко имаше интервју за Ал Арабија. Интервју за Ал Арабија зборуваше малку повеќе за војната, што се случува, како е можно, дали е можен мир и така натаму. Јас со неколку реченици ќе се обидам да го прераскажам интервјуто, што тој го даде, што се каже во тоа интервју. Обично тој зборуваше за тоа дека станува збор за руски свет, дека тие повторно ќе бидат заедно, ќе бидејќи се братски народи и дека кога ќе заврши се повторно мора да продолжат да живеат заедно и така натаму. Интересни беа две работи. Првата работа што беше интересна, тоа што тој го кажа зошто руските сили на почетокот на војната во 2023 година, кога беа преговорите во Истанбул, зошто руската страна се повлекла од Киев и се повлекла до таму кај што денес, тоест во границите некаде околу Донбас. Тоа беше првото интересно и второто интересно беше што тој зборуваше со многу нежни зборови и пријателски зборови за председателот Зеленски. Лукашенко во интервјуто зборуваше со мили зборови, го употребуваше зборови од видот на па Зеленски е неопитен, млад човек, па е разбунтуван и така натаму, па можеби ќе биде подобар, па не е опитен во политиката и така натаму, сакајќи да очигледно Лукашенко сакајќи да
биде малку помил, да биде малку понежен со украинската страна, очигледно сакајќи да сигнализира дека Белорусија нема интерес да влезе во никакви конфликти со украинската страна. Очигледно тоа беше поривот и мотивот на Лукашенко во целото интервју. Друго нешто кое што кажа Лукашенко, ако што кажа второто интересна работа беше, знаете, во 2022 кога русите навлегоа, тие стигнаа насекаде во Украина. Со тенковите, знаете, имаа многу проблеми, се сеќавате на джевелините кои што ги имаа украинците, ги одвратија ударите со тенкови, но русите дојдоа преку север, преку белоруска територија дојдоа во Киев. Дојдоа во Киев и се случија Истанбулските преговори. И тогаш руските сили се повлекоа од Киев. Што кажа Лукашенко зошто тоа се случило така? Лукашенко кажа дека Путин бил убеден од неговото обкружување, од неговите пријатели, од еврејското лоби, како што тој рече, еврејското лоби во Русија бил убеден да ги повлече војските и дека ќе направат, дека ќе следува мир. Со тие зборови тој кажа дека рускиот претседател бил подведен тогаш и ги повлекол војските од Киев. На тоа повлекување следеше ова што денес го гледаме, една фронтална борба. Русите се повлекоа и следува веќе една фронтална борба каде што е метар за метар. Тоест, веќе на неколку пати зборуваме што се случува на фронтот, тоест дека имаме една ничија територија која што е обседната од дронови и немаме проток, тоест немаме продирање ниту на исток, ниту на запад. Тоест, има една фронтална борба која што е различна и која што се води со дронови. Не е како досега да се води со конвенционални средства, туку веќе имаме борба со дронови. После тоа интервју што можеме да заклучиме? После интервјуто денес, вчера се одржала средба помеѓу рускиот претседател Владимир Путин и Лукашенко во Владаја, во руската резиденција Владаја. Таму е бил Лукашенко. Нема никакви изјави, нема никакви соопштенија за медиумите, не е јасно што се разговарало, не е јасно што било на дневен ред. Но пред неколку дена исто имавме и состанок на Советот за безбедност на Руската Федерација, каде што биле дискутирани прашања за внатрешната сигурност на Руската Федерација. Тоест, можеме да насетиме дека имаме предупредување, тоест имаме неколку симптоми кои што водат на тоа дека ќе се направат обиди белоруската страна да се вовлече во војната на руско-украинскиот фронт. Други симптоми за тоа се и има неколку извори некаде по руските телеграми и по белоруските видов дека има некакви информации дека во белоруска страна веќе започнале и тестови за мобилизација на населението, тоест започнале да прават тестови со тоа како би се одвивала мобилизацијата и како би можеле да реагираат на евентуални конфликти. Што би значило вовлекувањето на Белорусија во војната исто така кон Русија и Украина? Досега имаме неколку 1000 километри фронт. Ако се вклучи и Белорусија, тоа ќе бидат уште неколку илјадници километри фронт. Украинската војска нема човечки капацитети, веќе ги нема луѓето кои што би можеле да се вклучат за да го бранат цел тој фронт. Тоест, фронтот би станал премногу долг за украинската војска. Бидејќи информациите се натаму веќе од неколку извори се кажува за тоа дека украинската војска нема проблеми со техниката, туку има проблеми со живата сила. Нешто кое што го гледаме се повеќе, тоест денес имаме и реакција и од Европската унија која што најави дека повеќе нема да му биде доделуван азилски статус на мажите од Украина кои што се во возраста во која што би можеле да служат војска. Тоест, Европската унија нема повеќе да дозволува на мажите од Украина азилски статус и ќе ги враќа истите во Украина. Значи, гледаме неколку симптоми и неколку написи. Дали е достоверно и дали треба да зборуваме за тоа, не знам, но имаше и некои откритија од руски хакери кои што наводно имале информации, наводно влезле во серверите на украинската војска и каде што има информации за некаде околу 2,5 милиона жртви
само од украинска страна и плюс од руска страна, значи станува збор за огромен број на жртви, милионски жртви. Тоест, иако сега значи зборуваме за Белорусија, ако се фронтот прошири кон Белорусија, тоест освен тие 1000 километри, ќе имаме проширување на фронтот на уште околу 400 километри кон белоруска страна. Но што е и значајното? Само на 90 км од белоруска граница е Киев. Тоест, тоа нешто го предупредува и Лукашенко, тоест тој кажува дека војната би добила на сосем друга димензија ако Белорусија се биде вклучена во војната. Како што кажав, Белорусија е многу наоружена, во Белорусија се распоредени и тактички и стратешки нуклеарни боеви глави. Во Белорусија има многу ракети со кои што тие би можеле да реагираат на еден евентуален конфликт и евентуално замешување и на други земји понатаму. Очигледно Белорусија ќе има напори да се вовлече во конфликтот и заради тоа што тоа е една слаба точка и на Русија и на претседателот на Руската Федерација. Тоа е една слаба точка бидејќи тоа ќе даде уште еден мотив плюс кај населението и во Русија дека Русија не е во состојба да ги одбрани ниту Крим, ниту Белорусија, ниту своите сојузници и тоа ќе биде еден дополнителен сигнал кој што ќе води кон тоа дека руската страна, руската држава е немоќна и дека не може да се справи со предизвиците. Очигледно тоа е намерата, очигледно се цели кон тоа и сите овие симптоми кои што ги кажа водат кон тоа дека белоруската држава ќе се направат обиди белоруската држава да се инволвира во конфликтот. Како што кажав, премногу оружје има и во Белорусија, како што кажав, и Киев е многу наблизу до Белорусија и тоа сигурно би имало еден голем импакт во целиот фронт, во целата војна. И останува само да се надеваме дека белоруската страна нема да биде инволвирана, а да се надеваме и дека целата војна, целиот фронт наскоро ќе се смири тие луѓе кои што се сите братски народи, руски народи, руски мир, како они му викаат, или руски свет, православни словенски народи, ќе заживеат повторно во мир и нема да имаат овакви фронтови и братоубиствени војни. Мислам дека се доволно информации, мислам дека доволно зборувавме за Белорусија денес. Тоа се главните работи кои што се околу Белорусија. Што ќе се случува, ќе следиме понатаму и ќе имаме видеа со тоа што се случува во тој аспект. Пред да го прекинеме видеото, пред да завршиме, повторно подсетување дека единствениот начин да добивате видеа со информации овакви информации кои што ги нема во медиумите за масова комуникација, единствениот начин е да направите subscribe или абониран за каналот, тоест да станете член на каналот, а можеби и доколку имате нешто и да коментирате за содржината која што изнесена во видеото или пак да ставите лайк и така натаму. За сега пријатно и поздрав, чао.